Добра ви вечер, драги гледачи. Денешната тема избрав да биде стратегијата за туризам на град Скопје. Присуствував на две работилници на кои на некој начин после подолго време е направена една прилично добра стратегија и денешен наш гостин е еден од изработувачите на стратегијата. Ве молам да ни се представите. Добро вечер за вас, фала на поканата, добро вечер за вашите гледачи. Професор Сашо Коруновски, професор по културно наследство и туристичка валоризација на просторот на Факултетот за туризам и гостителство Охрид. Па без малку целиот мој работен век работам на проблемите на туристичкиот простор, особено валоризација туристичка на културното наследство и културата воопшто. Во разговорот ми кажавте дека студиравте архитектура. Да. Јас исто така, меѓутоа залутав во туризам. Ме интересира вашето залутување, како се... Па, залутувањето беше токму тоа просторот, туристичкиот простор, вредностите во него, од аспект на културата, од архитектура, после докторски студии на историја на уметност и археологија и вреднување, односно управување со просторот во насока на негов туристички развој. Се разбира, многу комплексна проблематика и тоа е основата за било каква туристичка активност во еден простор. И кога ќе почне, нема крај. Да, затоа што архитектурата работи со просторот, а туризмот е дејност која што најмногу зависи од просторот. Јас. Тоа е, да речам, спојот кој што го врзав во целата моја кариера. Посебно кога се работи и за Охрид, нема тука муават. Да, Охрид е препознатлив, но не треба да се исклучуваат и другите дестинации во Македонија и се разбира со еден добар пристап и планиран развој може да се постигнат резултати. Кажете ми, пред да почнеме со разговор за стратегијата, уште што се вашите сознанија или што е туризмот во Македонија? Туризмот во Македонија се базира пред се на атракциите, односно атрактивностите природни или културни, односно антропогени. И тоа привлекува доста туристи. Но морам да кажам дека организацијски не сме на ниво на она што го имаме како богатство. И секогаш во ова цела моја кариера се трудиме вредностите да ги изедначиме со организацијата и тогаш имате идеален спој. Вака некако заостануваме и туристите доаѓаат затоа што, како што кажавте, сме многу атрактивна земја, но да се потрудиме сега во иднина да тој организацијски дел го подобриме. Не сме, да речам, на почеток, но не сме на она посакувано ниво за вредностите кои што ги нудиме на туристите. И на некој начин мислам дека ни фали едно сознание дека е туризмот бизнис кој може да донесе добри пари и да од него добро се живее. Веројатно таа желба да секој биде туристички работник на некој начин тоа го занемарува. Да. Некако сите мислат дека знаат што е туризам и мислејќи дека угостителството и туризмот се едноставно во ДНК-та на човекот и тој знае да се занимава со тоа, но не е така. Точно. Туризмот е специфичен сектор кој што има многу што да... Затоа што оној што доаѓа како турист, тој не доаѓа прв пат како турист. Тој бил насекаде низ светот. Со големо искуство. Со големо искуство. И тој знае да процени точно каде сте вие, каде бил оној што претходно кај што бил. Значи, имаме работа со сериозно, не само едуцирани, туку искусни луѓе и не поминуваат работи кои што не се добро спакувани. Значи, туризмот е сериозна дејност, односно сектор на кој што треба да се посветува многу внимание. Не викам дека не може некој да биде, но треба обука. Секако. Дел од тоа се студентите кои вие ги обучувате на некој начин. Кажете ми колку се тие подготвени да кога ќе ги завршат студиите се снајдат во туризмот? Мислам дека во одредена мерка се подготвени, не целосно, морам да признам, но
концептот на високото образование е дека ние им даваме општи знаења. Често не критикуваат дека ево кој ќе дојде ова не знае, она не знае. Но ние студентот не го спремаме точно за тоа работно место. Туку заедно му даваме општи знаења, а секако со дообука тој имајќи базата ќе си го најде патот. Тука е таа дискрепанца. Но морам да кажам сега, порано, кога ги нудевме студентите за пракса, бевме едноставно одбивани затоа што имаше премногу работна сила која што беше вклучена во туризмот. Сега туризмот е трудоинтензивна дејност. И недостатокот на работна сила ги принудува овие кои што нудат туристички услуги да доаѓаат кај нас и да бараат студенти. И студентот веќе пред да заврши е вклучен во тоа и некако тој дисбаланс или очекувања на тие што се бизнисот веќе се ајде уравнотежува, да речам на некој начин. Да поминеме на она за што ве поканив и како се запознавме, тоа е стратегијата за туризам на град Скопје. Кажете ми нешто повеќе околу тоа. Првично, како дојде до тоа да се прави таа стратегија, мислам дека подолго време веќе не е правена и на некој начин е занаемарена од град Скопје како нешто што треба да се случува секогаш. Да, иницијативата дојде од страна на UNDP и постигнаа договор таква стратегија да се прави и на некој начин беа повикани експерти кои што конкуриравме и јас и колегата Александар Наумовски, професор на Економскиот факултет во Скопје, бевме избрани да ја изработиме како главни истражувачи. Меѓутоа, во текот на истражувањето, мене ми помогна уште еден професор, имавме помошта од луѓето во UNDP, кои што имаат исто допирни точки, некои од нив со тие такви стратешки правци во развојот, но тука беше и град Скопје, кои што се вклучија со една екипа и даваа забелешки, додека да стигнеме до оној нацрт кој што беше пред некоја недела презентиран на 10 октомври во Александар Палас. Тоа значи дека UNDP бараше инклузивност во тој пристап на стратегијата и тоа е добро, затоа што тоа е документ кој што треба ние го изработуваме, условно ние, а некој друг да го спроведува. Вклучувањето на тие кои што треба да го спроведуваат како град Скопје, па и UNDP кој што понатаму си зел заложба да го следи тој процес, ни дава надеж дека тие се веќе вградиле во нив и ќе сакаат понатаму она што е напишано и да се реализира. Лично сметам дека една стратегија треба да биде нешто што е дел од работењето на туризмот на град Скопје, бидејќи град Скопје на некој начин стана најпосетуван од туристите во Македонија и дека една добра стратегија што треба и како треба да се направи, во кој правец да се оди е неминовно нешто што треба да се спроведува. Од мојата соработка со град Скопје мислам дека нивниот одделот за туризам што беше некако сватија дека се административци, дека не се тие кои треба да направат нешто повеќе од тоа. Дали во тој дел нешто ќе се смени? Па мора да се смени, затоа што тие се носители кои што треба да ги организираат сите други засегнати страни. Што значи, без правење на една мрежа на засегнати страни, тоа го нарековме форум за туризам, нема добра организацијска основа за да се имплементира било каков развој. Дури и да нема... Не само организација, него и контрола. И контрола. Под организација, да, и контрола. И не само што тие научија, и ние научивме, дека работите мора да имаат одреден тек и она што викате вие, да имате сознание до каде се и да се исконтролира ако имате една повратна информација, односно фидбек, ако нешто кочи, да влезете, да се исправи. Тоа е текот на работите и верувам дека затоа што Скопје расти како дестинација со темпо многу побрзо од Охрид и од другите,
И притисокот ќе си го направи своето. Дефинитивно. Ако зголемувањето на бројот на туристи сега се уште има простор, но во моментите кога тие ќе почнат проблемите, сериозните проблеми, тогаш ќе имате негативен фидбек од туристите и тогаш наеднаш на синусоида ќе почне да паѓа нагоре. Тука сме сега во точката за таа синусоида да ја одложиме паѓањето, односно да се уште да иде нагоре. Долги години сум во Скопје, јас сум дојдена после земјотресот. На некој начин моето работење во туризам беше врзано секојаш за Македонија и за нештата што може да се случуваат во самиот град. Мислам дека немаме доволно контрола или немаме доволно желба агенциите кај нас се многу малце бават со македонскиот туризам. Од кои причини навистина не знам, меѓутоа не се подготвени да гостите кои ќе дојдат, туристите кои ќе дојдат имаат своја, да не кажам правец, бидејќи не е исто дали ќе дојде турист од Србија, дали ќе дојде турист од Турција или ќе дојде од Јапонија. Навистина оние сите имаат други согледувања и други треба да бидат начините на примање на тие гости. Да, агенциското работење е многу специфично, посебно во овие услови на дигитализација. И тие мора да го најдат своето место. За жал, најчесто агенциите само препродаваат туѓи производи. Значи, ставаат маржа на производ кој е на пакет аранжманот, тоа е туристички производ, ево за гледачите да појасниме, значи тоа е Јас тие ги викам трафики. Ето така. Тука е трафиката каде што продаваме производ кој што е нематеријален, односно е доживување. А го реализираат повеќе субјекти, од хотелиерот до оној кој што е во гостителскиот објект, ресторанот, до оној што е во музејот каде што ќе одат, до транспортот, до водичот кој што тоа ќе го објаснува, се наеднаш на крајот останува доживувањето. Сега ние треба сите тие добро како еден фин оркестар да ги усогласиме, за да на крајот да не излезе бука од нивното свирење, од тие различни инструменти, туку да излезе една фина симфонија. Значи, тука туризмот е многу сложен процес. Знам многу сложен. Ова не е лента во фабрика, која што некој ја надгледува со камера. Точно. Ова е производ кој што треба да го надгледува едно тело и да види каде некој потврлил во она што го било обеќано од агенцијата кога продавали. И затоа може тие не влегуваат во такви аранжмани, туку земаат други, полесно да препродајат. Сепак е тоа и на некој начин, барем по мене, љубов кон земјата. Неминовно е дека ние имаме буквално на секоја точка нешто што може да направиме туризам и дека имаме богати приказни и богати можности да тие луѓе ги примиме, пренесеме убава приказна која ќе донесе нови туристи. На начинот на кој ова се прави, се уште мислам дека сме далеку од тоа. Да, организацијски сме далеку. Не треба многу да одиме, да видиме Лјубљана како го организира тоа. Има тука и некакви си објективни причини, поделеноста на Скопје, која што град Скопје има едни ингеренции, општините има други ингеренции, сега нивната комуникација или некомуникација создава проблеми. Нешто има. Затоа што наеднаш во просторот нив не им е гајле на туристите дали овде е општина Газибаба или општина Центар. Ова е град Скопје. За нив некој им го продал. А проблемите внатрешни други треба да ги решаваат и едноставно треба да се чувствуваат сигурно, комотно, задоволно и ние реков дека оваа стратегија проба тоа да го надмини и затоа во Александар Палас реков ако не се формира форум за туризам, нема организација. Верувајте, секој ќе тера свое и праштима оркестар добиваме. Туристите зависно од водичот, од агенцијата ќе се позадоволни, понезадоволни, ама не е тоа. Ние треба да сме точно организирани и она што ќе го продадеме да знаеме дека стигнало до оној кој што го купил. Јас, дали има некој можност или се води сметка
дека кога ќе дојдат такви барем групи, тоа е лесно, да се направи анкета на она што го доживуваат. Тоа е еден преглед на сето тоа што сме го ние мислеле и што тие го доживеале. Неодавно ми дојде една анкета од јапонци, која е работена сигурно пред едно 30, ако не и повеќе години. Читајќи ги нивните забелешки, гледам дека ништо не е сменето. Да. Податоците, собирањето на податоците се суштински за да знаете што се случува. И да знаете по кој правец да одите. Па, ако вие во овој простор денес не знаете колку туристи имате, како ќе планирате? Ако уште подлабоко, ако не знаете од кај ги се, ако не знаете што сакаат, и на каков начин да им пристапите. И да им пристапите. Значи, податоците се клучни. Нашите одлуки се понекогаш поводени од инерција. Затоа, бројот на туристите, редовното анкетирање, фидбекот, не само да ги анкетирате, туку некој да ги изанализира тие податоци и да ги пушти кај агенциите. Од време на време тоа го прави Државниот завод за статистика. Ама тоа се на секвенција од неколку години. Ние треба секоја година буквално да ги анкетираме туристите. Оти тоа е огледалото. Дефинитивно, мислам дека тоа е најважно. Тоа не само да ги анкетираме, туку тие резултати обработени и да се пуштат до сите. И да се исправи таму кај што не. И да се најде секој што направил добро, а што лошо. Точно. Едноставно, тоа е она што викаат маст, она е задолжително. Се друго е инерција. А инерцијата некојаш ќе ве однеси во добар правец, некојаш во лош правец. Значи, немаме стратешко планирање, немаме селектирање на добри податоци. Тоа е иднината на туризмот. Вистинските туристички дестинации носат одлуки базирани на податоци и на такви податоци примарни преку анкети или секундарни преку ова Завод за статистика. Кажете ми сега, туризмот е припоен кон Министерство за култура. Во моментов јас лично не препознавам што ќе се случува понатака и како туризмот во рамките на култура ќе се вклопи во сето тоа. А сепак е тоа битна гранка која многу значи во кој правец ќе се движи. Сега мислам дека едноставно е некој мир во кој никој ништо не знае да каже. Не, сега сме на автопилот. Сега сме на автопилот, но имаме малку време до следната сезона. Значи, ова се уште сме сега во фаза кога доаѓаат туристи од она што претходно било. Да, тоа е структурна промена. Кога вие туризмот не дека беше добро. Не зборувам дали приврзок на економија. Да. Добро, лошо, функционирал можеби 30 на години. Така. И сега анализата викам, има земји кои што викаат, имаме Министерство за туризам. Да, тоа се туристички земји кои што живеат од туризмот и тука нема што да се дискутира. Има земји кои што да, туризмот оди во економија, тоа е бизнис, ама не специфичен бизнис кој што се бави со култура. Има земји 25, ние сме можеби 26 или 27 во светот, каде што туризмот е со култура. Има земји каде што туризмот е со млади, спорт и туризам. Тоа е концепт на државата. Да. Ама концептот мора да е функционален. Префрлањето на секторот физички од едно во друго министерство не решава проблем. Напротив, го комплицира работењето. Затоа што сега треба да се види врските и како тој ќе функционира. Оди пазете, имате една агенција за промоција и поддршка на туризмот. Што со нејзе? Минатиот вторник беше гостинка, директорката. Што со нејзе? Како е сега во новиот концепт? И таа е независна агенција. Значи, има многу што во рок од неколку месеци да се преструктурираме. Не физички, функционално. Да. И затоа се организира една работилница на која што јас исто сум повикан, каде што ќе ги презентирам моите согледувања. Јас цел живот работам култура и туризам. И не може да речем дека е лошо, ама е специфично, оти туризмот не е само култура. Туризмот е активност, планини, бањи, се. Спелеологија, све. Природа која јас во Јасен како советник работев, доаѓаа групи
за да видат ретка флора и фауна. Така. Значи, од која се прави добар бизнес. Ето така. Значи, не е само тоа. И туризмот мора во тој нов концепт на Министерство за култура и туризам да го најде своето место, затоа што тоа нема да функционира после по многу работи. Како ќе се распределуваат, кој ќе е одговорен, зашто ќе е одговорен. Значи, не чека еден период на трансформација. И онака туризмот се трансформира. Европа има два стратешки документи, кои што ние како аспиранти за Европска унија мора да ги знаеме. Тоа е транзиција на туризмот. Значи и Европа го транзитира туризмот. А тоа е, се вика twin transition, двојна транзиција. Зелена транзиција и дигитална. И во двете доцнеме. Мислам дека тоа на неколку пати сум го спомнала, занемаруваме еден вид на туристи кои се многу битни, тоа се луѓе со специјални потреби. По некоја евиденција тоа се околу 10% од население, меѓутоа тие не доаѓаат сами, секогаш имат некој кој не прави. Не е проблемот нив што постојат како дел од населението, него едноставно нивните потреби не се покриени онака како што треба. Не може да отиде во Охрид на плажа, бидејќи нема услови, не може да се качи до хотелот, бидејќи исто така нема посебен лифт или потребите да си ги задоволи, да влезе во хотелот. И едноставно, мислам дека не направивме некоја стратегија околу тоа. Да. Имаме на нашиот факултет точно една сега докторантка, која што правеше семинарска околу потребите и некои елементи на туризмот во врска со лицата со посебни потреби. Не само што не сме, туку нема информација. А тоа е задолжително да го има. Значи, кога таа го планира или тој своето патување, таа нема информација каде има пристап, а каде нема. Тоа е полошо отколку ако немате. Ако немате, ставете знак, односно тоа ставете го и на вашата веб страна, која низи рековме, видете во Скопје колку хотели, вика не можам да најдам информација. Значи, недостасуваат витални информации за еден сегмент на туристи кои што без нивна, да речем, вина се исклучени од туристи. А напротив, ние пробавме сега ние со таа инклузивност и со тој елемент да барем делумно влеземе во тој. Оти тоа ви се, како што рековте, не доаѓаат сами, доаѓаат, ама и хуманата димензија. И тоа, да не ги исклучуваме луѓето од туризам. Животот и онака, така, значи, тука е таа хумана димензија, не е само бизнисот, а и бизнисот, тој плаќа. Меѓутоа, прво што мора да се направи, достапност на информации каде тие лица може да се движат и на секоја туристичка тура да стои знак дали таа тура може да вклучи и лица со посебни потреби. Тоа денес го немаме. Токму тоа ми е таа тематика. Јас на еден саем во Словенија имав можност пред 10, ако не и повеќе години, Словенија го зема како дел од нештото што мора да го спроведе. И дефинитивно ми укажаа на сите тие проблематики. Јас дојдов во Скопје и пробав истото така да видам кои од хотелите имаат пристап, паркинг, сето тоа, катастрофа. Ништо не се смени за тие 10 години. Но мора да го има како информација. Значи, дека тој не е непристапен, а не овој да се прашува, тргнува во Скопје, не знае хотелот дали ќе има пристап. Односно, тоа е неетички. Значи, мора да обезбедиме јасни символи и информации кој е спремен да прими такви, а кој не е. А после тие кои ќе видат дека има таква клиентела и дека тоа е окей, и самите тие ќе се прилагодат. И дека тоа всушност може да стане и еден сегмент на пазарот. Јас мислам дека лично и некој законски дел мора да биде регулиран, дека отварање на хотел, на ресторан, на било што на туризмот, мора да ја има таа клаузула во која ќе биде спремен и за такви гости. Да, би треба да има. За жал сега законскиот дел е само на јавните институции, а не е на приватните. А треба.
за туризмот, затоа што рековме таа хумана димензија, луѓе кои што неправедно се исклучени од туристичките движења. Во делот на туризмот, на некој начин мислам дека поврзувањето на сите сегменти, секој работи сам за себе, без разлика дали е тоа добро или не, меѓутоа таа соработка едноставно кај нас не е клучна или не е предвидлива, да не кажам дека едноставно никој не размислува за тоа дека заеднички ќе бидеме поуспешни. Форумот за туризам треба да ги реши тие. Ако не се формира форум за туризам, тоа е она, да речам, услов без кој не се може. Ако не се формира форум за туризам, стратегијата тешко ќе оди незиното спроведување. Оти тоа е клучното тело кое што го организира. Не е се само во тоа, но тоа е она крвотокот. Тој го обезбедува крвотокот, џабеви атракции. Ако немате организација добра, ако на тој форум секој не ги постави своите размислувања и гледишта и каде се гледа во туризмот, и тогаш таму во онај невладен сектор ќе влезат и луѓе кои што работат со такви лица. И тие ќе кажат како најлесно да се стигне до задоволување на нивните потреби. Тогаш хотелиерите ќе имаат во вид дека треба тоа да го направат. Град Скопје да се види што кочи од нивните активности и што е дисонантно со развојот, а тие можат да го решат. Затоа што се тука тие уредување на локалитетите. Значи, 3 се клучни сегменти кога го работевме стратегијата, кои што ги поставивме. Тоа се атракциите, второто се туристичките локалитети и третото е организацијата. Атракциите, рековме, нови генерации доаѓаат. Никој нема веќе да влезе во еден музеј во кој што нема збогатена реалност. Денешниот млад човек сака со сите сетила да го осети старото време. Не да гледа само артефакт. Тој сака визуелно, со виртуелна реалност, да се внесе во времето кога некој тој артефакт го изработува. И затоа се тие визитор центри. Се повеќе музеите одат во визитор центри кај што сите сетила се вклучени. Мирисате чат, се слушате многу звуци и кога ставите таа виртуелна реалност, едноставно вие сте во предисторијата. Вие сте дел од... Не само преисторијата. Ја многу пати сум кажала на јавните медиуми дека Скопје заслужува еден музеј на град Скопје од времето пред земјотресот и после. Кога ќе влезе го осети тресењето. Тоа е тој визитор центар, тоа е визитор. Значи, џабе му покажувате рушевини и слики. Тој веќе не е учен дводимензионално да ги гледа работите. Младиот човек, а тие се клучниот сегмент на туристи сега. Не само младиот, и постарите скопјани, како некогаш било Скопје и како е сега, е доживување кое едноставно може да се доживее ако добро го направиш. Вториот дел на стратегијата, се извинувам, се локалитетите. Значи, ние одиме од атракција до атракција. Ама што е со локалитетот? Дали имате сигнализација? Дали имате добра уреденост? Дали имате паркинзи? Пристапност дали имате? Дали имате пристапност за лица со посебни потреби? Оти самата атракција е нула без локалитет. Секако. Имате атракции кои што се недостапни, така? Не можете да стигнете до нив. Не само недостапни, имате атракции кои срамота да ги однесеш луѓето. Секогаш го кажувам аквадуктот. Затоа што кога и тоа го спомнав јас. Вие во туризмот се додека не ја спремите за туристите, немојте да носите туристи. Полошо правите. Јасно, меѓутоа аквадуктот е пример кој го кажувам, секаде го има, секаде е даден и нормално е да човекот сака да дојде да го види. Тој платил за да го види, тој сега го бара, а едноставно ние не можеме да стигнеме до аквадуктот. Не пак, а после таму друго е околината. Другото е приказна. Значи второто ниво е локалитетот. Ако вие немате добро уредени и друго, вие локалитетот подразбира не само атракција, разбира гостителство, разбира услуги, сувенир, за да го наплатите тоа. Сувенир да однесе, да ја пренесе. Иначе, џабе ќе одите кај овај, кај тој, ако тука некој не потроша тие, тој не се заинтересирани, само им пречат туристите на тие што живеат тука. И третото ниво е организацијата. Она движење
она елементи значи, во локалитетите се и бизнисите. И затоа рековме, мора на некои од тие бизниси да им се помогни. А исто во локалитетите е транспортот. Да. Ние, ако не воведеме во Скопје мултимодален транспорт, значи еден човек, турист, доаѓа на аеродром, и тој мора или да изнајми кола, или да... Значи, мора сите услуги како пакет да му ги даете. Некој сака велосипед, некој сака тротинет. А добро е дека има сега овие апликации кои што става слушалки, зема апликацијата, малку пари се тие. Да. За жал, тоа е толку едноставно и лесно достапно. Како вика народот 5 пари, ама многу голема корист од тоа има. Има една работа која исто така мене многу ме боли. Тоа е Адам од Говрлево или Адам од Македонија, кој не успеа да биде препознатлив на символ на Скопје. Нешто што го имаме само ние и никој друг на светов, не успеавме да таа приказна ја подигнеме на нешто повеќе. Сега ние зацртавме дека Скопје треба да се избрендира. Во процесот на брендирање, таквите клучни, како ги викаме, символи на Скопје, треба да се најдат своето место. Токму затоа. Инаку, туризмологот не може да брендира. Ме разбирате? Јасно, јасно. Други експерти брендираат и тие треба да речат, добро, што го дефинира Скопје? Од туристички аспект. Адам, камени мост, како мост на цивилизација, аквадукт, матка, и готово. 4 до 5 работи. Ајде да ги брендира. И тие треба на секој место да се видливи како знаци, но и сувенирите и оние промотивни материјали треба да се направат. Она што следи, да речам, е да преку тие акции ние надополниме она што фали. Тоа пробавме да го направиме. Колку градот, службите во градот кои се задолжени за туризмот, се спремни и може да го направат. Вие направивте убава стратегија. Не можат сами. Верувајте, никој сам не може да ја направи. Тие треба се лидери. Зошто? Затоа што тие се на врвот на пирамидата. Да ги раководат. Да ги координираат. Не толку да ги раководат, колку да ги координираат. Да. И затоа е клучен тој форум за туризам, каде што ќе се распределуваат и ќе се споделуваат, ќе се анкетираат. Ајде да спроведиме анкета. И тогаш, знаете колку 5 пари анкетата. Како, видите, вие резервирате од Booking и после вашето наплаќање, следниот ден вие марем 5 пати ве посетуваат да поднесете анкета. Многу пати го спомнавте форумот. Кој е тој што ќе го формира и кој е задолжен? Тој е иницијатор. Кој го не донесе сите таму во Александар Палац, каде што Бога ми имаше 100 луѓе. Да. И затоа ви реков јас, сите сте присутни тука. Одберете по 1 до 2 и веди го форумот. И тие форуми треба да се одржуваат во град Скопје. Јасно. И тој е оној кој што ќе ги закажува. Тој е главата. Меѓутоа сам не може. И тука ќе си ги каже секој маките, и тука ќе се прави план што понатаму и како понатаму. Затоа викам, тие се иницијатори, тие се возачите. Ама сами не можат. Верувајте. И секој треба да свати дека од организацијски аспект тој ќе добие. Секој ќе добие во тој голем кластер на засегнати страни. Стратегијата е добра. Форумот, велите, е нешто што е неминовно и се сложувам дека мора да биде. Меѓутоа, дали лично сметам дека една обука треба на град Скопје, на делот на сегментот за туризам, како тоа да го спроведат и како да го прават. Да. Мислам дека не се свесни, пак ќе повторам, сведени се на администрација. Да. Значи, и во самијата стратегија има за сите засегнати обуки. Како викаме, lifelong learning, доживотно учење. Значи, ние цело време учиме. Заврши времето кога ќе завршевме факултет и викавме, јас научив, нема што поќе да учам. Напротив. Ова е време на информација и на учење. Град Скопје е лидерот и за нив и треба обуки
како сега стратешки да пристапат и да го спроведат она што треба. Затоа што таму дури има финансирање. Па ајде утре тој форум да речат да видиме кај има фондови, а има фондови. Гледате и сега Европа дава пари, ама треба да спакувате убава приказна. Џабе не дава пари. Нас не чека и една битна работа, тоа е Скопје 2028, за која ние не сме почнале ни да размислуваме за жал. А туризам конвенира со тоа. Кога ќе го развивате, ќе го припремате за посетители, тоа е 28 посетители и културни настани. Да, меѓутоа мора да има една стратегија и насока што и како и кој ќе го прави тоа. Така е. Пак тежината е на град Скопје, ама викам, тие се само она горниот дел од пирамидата. Мора таа да оди, не може се да направат тие и сами. Да се споделат точно, да се знае во една екипа, се знае кој каква улога има. Во еден оркестар се знае кој инструмент и кој е диригентот. Тие се диригентот. Затоа што ниеден бизнис не може да му наложи на другиот ова прави. Но Скопје треба да ги координира и да каже, ајде споделете и кој каде има од кого пречки, за да ги реши пречките. И на кој е начинот да ги решава пречките. Додека правевте стратегијата, предпоставувам дека се запознавте со делот на туризмот на луѓе кои работат тоа. Дали се тие подготвени или стратегијата ќе остане на папир? Имаше, можам да речем, десетина луѓе кои што активно. Се јас не можам да кажам овај беше или не беше. Меѓутоа има луѓе што имаат основа тоа да го сработат. Има со долг стаж. Но сега е другиот проблем, дали администрацијата на градот ќе им го довери тоа. Оти сепак тие се вработени таму, така? Како викаме, прав играч на право место. Ние, верувајте, јас сакам, ова е наше дете стратегијата. И ние, ама тоа и на UNDP, да проводи сакаме. Сакаме да е успешно. Ние не сме од тие што јас затворам стратегијата и ми е заврши. Не. Исто како и UNDP. Значи, тие дале пари. Тие утре ќе тропнат на врата и речат, ве молам, што направивте? Кога се прави годишен план, тие ќе тропнат и ќе речат, да видам во кои точки е во вашиот годишен план за финансирање, за активности таа стратегија присутна. Значи, ако има нешто добро, тоа е дека е и надворешна меѓународна организација вклучена, која што ќе подсетува дека стратегијата не е само за хартијата. Стратегијата е нешто насока. Значи, денес ние од Скопје сакаме да тргнеме некаде. Овде е патоказот како да одиме. Таа нема да ве однесе, ама ќе ви покаже по кој правец да одите. Затоа што сега ние се вртиме на сите страни, не знаеме кој и од кого да побараме. Односно, инстинктивно го одредуваме правецот. Не. Затоа и беше отворена дебатата. Да, јас и побара од Газибаба и ние тоа ќе внесеме како локалитет. Затоа што, пазете, важен е тој момент политички дека се спремни да одат во туризам тие. Туризам не може насила некому да му речете, ајде, развивајте туризам. Ако тој не сака да ради. Fair enough. Јас се надевам лично дека нема да застане тука, дека тој форум многу брзо ќе профункционира и ќе даде некои резултати или барем почетна насока, дека ќе стигнеме до 2028 подготвени да сакале ние или не, ќе има наеста на туристи на кои треба да им оставиме добри впечатоци. Лично од моје искуство не е само добар впечаток, него тоа е многу битно, бидејќи тоа ќе ја пренесе приказната на овој или оној начин и ќе донесе нови гости. Што значи дека ако го направиме правиот пат, ако го изодиме она што треба да бидеме подготвени за 2028, дека може само да идеме напред. Апсолутно. Лично сметам дека ова е некој клучен момент на Скопје, кој го немал до сега како можност за презентирање, за подготвување за таков некој настан, а лично не сум сигурна дека сите се свесни дека тоа е така. Ние ќе пробаме сега со крајниот резултат
да ги убедиме сите дека ова е сценариото. А дека представата треба да се Допрва сме. Ова е сценариото, како да стигнете до 28. Многу е важно дека ова сценарио ви оди во прилог на 28. Ако вие туристички го уредите тоа, како што рековте, оние кои што ќе дојдат, вие ќе сте спремни и вие ќе сте достојни за град, европски град на културата. Дека ти дале таква можност Значи, да се вие покажеш. имате титула, веќе. Титула, имате вие титула, не е нешто. А ова конвенира со тоа, ова оди во прилог, ова ви е сценариото, ова ви помага од. Тука е мојата надеж. Дека нашата организацијска способност ќе ја здружиме, а им кажав јас, стоиме на располагање да доаѓаме и да даваме совети во рамките на она што да дебатираме, не совети екстерни. Едноставно се реши Ево вака проблем. да му обетиме и да кажеме зошто треба Која и зошто не насока треба. да се оди, да не... Да дебатираме, Да не се дебатата губи е време. основа на развојот. Основа на развојот. За жал не сме при крај на разговорот, брзо помина времето. Може би нешто што не бе прашав, а мислите дека треба да го кажете. Она што сакам да кажам е дека на крајот стратегијата ќе има своја кратка верзија. Она лесно да се чита. И таа ќе биде објавена на веб страната. Нема се да биде тоа, но ќе се даде линк, ќе се каже кој сака повеќе, затоа што човек кој ќе види 50-60 страни документ, Да, дефинитивно. не сака да речеме. Ќе се извлечат клучните елементи. И тоа ќе биде еден буквар кој што добро е секој да го прочита, да го зирни, нека го критикува, нека го... Ама критикувајќи го тој размислува. Јасно. И критиката ќе донесе до позитивност. Апсолутно. Нема суета во целата оваа поставка. И добро е, ама едно е да... Што и да правиме? Да речеме, ајде да почнеме да се организираме. Ајде да почнеме да се организираме. Тоа е клучот за подобар резултат. Ние имаме сега резултати, ама ќе дојде време кога малку ќе зашкрепи, затоа што инерцијата нема до крај да не однесе до 28 година, да сме задоволни дека нештото кој ќе се завртиме назад, добро сме го сработиле. Драги гледачи, мислам дека ви дадовме правец, бидејќи ова емисија наменета на луѓе кои се занимаваат со туризам, да подразмислат и да почнат да се подготвуваат и за стратегијата и за 2028. Се надевам дека уживавте во нашиот разговор.